Добар ден и од мене. И носиме поздрави од Скопје, од нашата црква. Ја знаа дека сме тука денеска и ве поздравуваат. Ќе пренесеме и ние од вас поздрави секако. Да, може. Ќе кажам нешто за Сдруженијето на крај. Ние сме тука ведени од 2 или 3 причини, прво. Првата е да споделиме со вас од Божјото Слово, да се поучиме, да прочитаме нешто од Библијата и да го сватиме христијанството онака како што е во оригинал. Втората причина е била да го представиме Сдруженијето накратко, после, на крајот од пораката, што правиме, зашто постоиме, која е целта на постоењето на Сдруженијето, како луѓето реагираат, како црквите се вклучени во тоа. И трето, да се дружиме секако после тоа, се запознаеме со тие што не знаат или не ги знаеме, со чај, со кафе, ќе споделиме нешто од литературата која носиме, за тоа имаме човек кој ќе каже повеќе за тие материјали што се таму. Иначе денеска е Цетници, според календарот, една недела пред Великден. Горан го кажа и ни прочита од сите Евангелија, го пишува тој наставник. Иначе, нашата црква е отприлика како вашата. Нема многу посетители во последно време, после пандемијата, некако се оддалечија луѓето, некако се одцелија, некој следат на Facebook директно. Но Божиот збор секако не престанува да се шири и преку оваа технологија и директно вака во очи во очи. На овој ден, на Цветници, Исус влезе во Ерусалим, дали како цар или како слуга. Царевите обично влегуваат со коњи, со придружба, со обезбедување, а Исус влезе јавајќи на магаре. Каков царев тој што влегува на магаре, да посетен на еден голем настан, во голем град, и луѓето кој ден се восхитува. Тоа беше на огромна радост и парада во Ерусалим. Сите му постила облека, палмови гранчиња, му вика Осана, Осана. Осана зборот значи спасине. Осана, синот Давидов. И тој таа недела што следеше беше дали триумф или трагедија. Сите оние што му вика Осана или повеќето од нив неколку дена подоцна вика распни го. Исус влезе триумфално, а заврши трагично. Но дали беше тоа трагедија за нас, за христијаните? Ќе видиме подоцна. Сите Евангелија го опишуваат овој настан. И таа недела беше многу густа со настани во све со Исус. Многу нешта се случи таа недела, од Цетници до петокот кога го расправа. И многу мина за тоа време дали се беа разочарани. Очекува цар, очекува Месија, очекува Спасител, кој ќе ослободи од римскиот окупатор. Ќе бидат слободни, ќе успостави своје царство. А Исус бегол во градот на магаре, не да ја покаже својата моќ, туку својата понизност, бидејќи беше истовремено и слуга. Но да не забораваме дека Исус сепак ќе биде и цар на царевите. Исаја го опишува како јагне кој го бера на клањање. Толкава понизност покаже Исус. Од деновите пред Цветници или пред Великден, кај нас во Скопје, јас бев мал се сеќавам, многу работи се правеа, многу адлети, постелнината мора да се испере, цидовите се искречат, децата ќе избањаат да бидеме чисти. Не беше само тој ден бањање, него ќе дојше леко да се бањавме на варда. Па ќе дојше Божи, па пак били така. Денеска е, саботите се обично за ден за бањање, за... Обично јас во Скопје кога проповедам, кога ќе ми видат овие листови, ќе се прави ти скреваш проповед за 2-3 сата. Ќе се исплачат.
Ale ako napíšova na pomaly buky, so govorili buky, reči slabo gledam. Ináč tam môže sa napraviť na 3 lista, či zastaviť na 2 lista. Viete, 3 nedeli od prvníka sme navezení vo proleta. A dneska vreme to nie je váš prolet, no. Poviete, jesensko. Следващото време то се меле, се колеба и ама ќе се затопли, па тоа ще бараме да залади. А првото е време кога се излегува надвор, се излегува во дворот, во бача, да се посади нешто, да се изчисти, да се прошета во парк или некаде. Пролето е време кога луѓето си планираат годишни одмори, кога се купува дрва за огрев, но не се купува во зима, него се купува на пролет. И на времето, зборам за минатиот век, ќе кажам минатиот век, не значи тоа пред 100 години, во 20 век. Штом за пролети, јас планирав патување. Бев млад, бев зелен, уште така не толкова што видиме ние во Стекло. Веднаш ќе распакував ранецот, вреќа за спиење и палецот на автопат и шетав. Сакав во Европа да идам на запад. Не да бидам турист, него да си ја барам среќата. Авантурист. Авантурист. Потреба по среќата секој била зад мене, а јас барам пред мене. И тоа не беше никакво патување, тоа беше повеќе талкање, заглавување на многу собителни места, заглавување со луѓе, заглавување со пороци разни. Тоа траеше речиси 10 години. И немаше кој да ме поучи, да ме упати, сакав така да скитам, да барам среќата без пари, заглавував како што кажа, на разни места, ќе ме кача со камион, со кола, со конда, кај ќе ме симне, ќе остане на тредена, потоа повторно со палецот дигнат. Но сепак, во тој таков темен, мрачен живот, еден ден се појави светлина. Еден човек ми посведочи, и ја кажа својата вера во Господ, и тоа беше еден преокрет или пресврт во мојот живот. Тоа беше пред многу години. Мојата куса денес, порака денес, која сакам да ја споделам со вас, е со наслов Црквата или христијанинот како светилник. Светилниците, знаете што светилници, ние немаме море, па имаме езеро, имаме само еден светилник дојден во Охрид на пристаништето. Светилниците се важни за да го регулираат морскиот сообраќај или езерскиот. Во светот има речиси 14.000 светилници. Претежно на северната хемисфера, на Атлантскиот океан, на истурени брегови, каде што има карпи, плитки води, гребени и опасни места. И нивната главна цел е, што мисле, зошто се направени светилниците? Да светат, да го осветлуваат не целото море, не можат, него да праќаат сигнали и светлосни, за да ги насочи бродовите на сигурни пристаништа. Ги има од секаков вид. Најстариот е Фарос во Александрија и бил прогласен за едно од 7 чуда во стариот век. Највисокиот денес, така како што истражував, е околу 80 метра висок. Има со разни дизајни, но единствената цел на светилниците е да светат, за ништо друго. Предпоследниот стих во Матеј 28 глава завршува со зборовите на Исус упатени до неговите ученици, кои ги прати да го проповедат Евангелието. Верувам дека мнозина го знаеме дори напамет тој стих. Одете по целиот свет и од сите народи направете мои ученици, крштавајќи ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, учејќи ги да го чуваат сето она што ви го заповедав. Е многу јак стих, упатен до сите христијани. Но како би отишли ако не сме обучени за тоа, ако не сме спремни, ако не сме подготвени? Ќе
екипирани и со која или во која сила би оделе и со чиј авторитет. А тие апостолите, првите 11 апостоли, подоцна и Павле, кој се приклучи, беа на рака луѓе да се справат со целиот свет. И им успеа. Иако превртеа светот, ја секој жегава не наопако, него на лице, бидејќи светот беше наопако. Што би рекле англичаните, downside up. Кој од нив беше рибар, кој царини, кој не приучен, но беа силни затоа што одеа во силата на Бог. И успеа да го проповедаат словото на сите три континенти. Исто тоа слово, иста таа сила ја има денес христијаните. Силата на Светиот Дух. За да бидеш вистински сведок или носител на радосната вест, на Евангелието, секако да треба да бидеш ополномоштен, некој да те прати, некој да те оспособи, да те обучи, да те исполни. Тоа е Светиот Дух. Во Матеј е забележана највеличенствената проповед која Исус ја кажа, напишана дури во 3 поглавја. И содржи разни пораки, мудри зборови, дури приказни, параболи. И на едно место Исус вели: вие сте светлината на светот. Како може еден христијанин да биде светлина? Или да свети? Знаме дека само еден човек во историјата буквално светеше и го криеше лицето од луѓето, тоа беше Мојсей, затоа што славата на Божја помина пак кај него. Но како ние можеме да бидеме, да светиме денес? Исус ги споредува своите ученици со светлина, односно со светилки. И светлината е еден феномен без кој нема живот. Прво нешто што создаде Бог беше светлината. Светлината е многу посилна, супериорна од темнината. Ако запалите една свеќа дење, нема никаков ефект. А ако запалите на свеќа или едно кибриче ноќе, едно се менува барем блиската околина. Можеш да видиш некој предмет и јасно. Вие сте светлината на светот. Град кој е нарит не може да се скрие. Ниту пак се пали свеќа да се стави под покривало, туку на свечник и ми свети на сите кои се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е на небесата. Матеј 5 глава. Разбира, еден светилник не може да го осветли целото море. Ама затоа може да праќа далечни сигнали светлосни кон бродовите кои се движат низ морето. И ги предупредува на карпите, на плитките води, на опасните места, за да не одат тамо, него да скршнат лево или десно. И светилникот е идеална слика за еден христијанин, за еден верник. И една од должностите е да го осветлува патот на еден грешник. Да ги предупредува луѓето да не залутат во темница, да не се насукаат некој карпа, а ѓаволот и тоа како сака тоа да се случи. Мене тој пат, кој што кажувам, и го осветли еден верник многу одамна во тој блуден Амстердам, пред многу години, и ме воведе во верата во Господ. Овој свет е во темнина и е изгубен. Затоа Исус им вели на учениците: осветлете го светот. Бидете светлина. Вие сте светлината. Ако ние кои го познаваме изворот на светлината, престанаме да осветлуваме или се покриваме или ја криеме светлината само за себе, што би се случило со луѓето околу нас? Ако еден светилник престане да свети на некоја капа покрај море, многу бродови ќе се насукаат. Зошто средниот век е наречен мрачен век? Не затоа што немало електрична струја или сијалици или
туку затоа што владеел духовен мрак. Библијата која беше отпечатена, првата Библија во 16 век од Гутенберг, не може да имаат сите луѓе. Свештениците ја држат за себе, како светилка, не ми ја покажува на луѓето. Луѓето мира во духовен мрак. Светлината исто така може да привлекува. Ако запалите светилка на вечер летно време, веднаш се лепат некои мушички, пеперутки. Некои луѓе ловат риба со светилки ноќе, бидејќи рибите ги привлекува таа светлина и лесно се паќаат по тоа. Понатаму светлината може да се рефлектира или да се одбива. Веќе сме научили на училиште, ако не сме били во тие часови по општество и природа, така ги викавме порано, знаме дека месечината не е изворна светлина, туку е рефлектира светлината од сонцето ноќе. Таа не е изворна светлина. Така и со нас, кога Исус вели дека ние сме светлината на светот, всушност тоа значи дека ние не сме изворот, туку ја рефлектираме Исусовата светлина, Божјата светлина на луѓето. Така пишува Јован во Свето Евангелие. А Павле вели во 2 Коринќани 3:18, а ние сите со откриено лице ја одразуваме Господовата слава и се преобразуваме во ист лик од слава во слава, како што го прави тоа Господовиот дух. Обично кога човек одеднаш ќе се најде во темница, во потполн мрак, го фаќа паника. Зошто не го фаќа паника во дење? Зошто од ноќе? Што е тоа што предизвикува страф кај луѓето кога е темно? Има повеќе причини, се разбира, но неколку од нив се затоа што не се гледа излезот, не знаеш кој е околу тебе, не знаеш кој е зад тебе, не знаеш кој те демне. Нема поголема опасност од тоа кога некој е изгубен во темница. Светилникот треба да е постојано во функција и да свети, затоа што никогаш не се знае колкава помош може да биде за некој залутен брод, особено кога има бура. Една приказна зборува за еден чувар на светилник, каде имало чести бури, и неговата единствена работа била да го одржува светилникот да свети ноќе. Еднаш месечно, на првиот ден од месецот му носеле една количина масло или нафта, доволна за тој месец, за да го одржува светилникот. Но човекот бил толку милостив, што една жена од блиското село еднаш дошла кај него и го замолила да ја даде 2 литра нафта или масло, за да може незиниот син да полага испити ноќе, за лампите да ги запали. И тој и дал. По неколку дена повторно дошла, рекла, дај ми уште 2 литра, позајми ми, мојот син е болен, да запалам печката да се згрее. И човекот и дал. И дошла таа жена уште еднаш или 2 пати. И на крајот на месецот, последниот ден, светилникот згаснал. И токму во тоа време брод кој пловел, залутал се, удрил во карпите и потонал и загинале многу луѓе. Следниот ден дошла полиција за да истражи зошто се случила таа трагедија и открили дека светилникот таа ноќ не светел. И чуварот во своја одбрана се правил дека една жена многу и требало маслото и дека тој морал да ја даде, но тоа не било изговор доволен за полицијата. И му рекле, тоа е единствена и најважна работа беше како чувар да го одржува светилникот да свети. Добро е тоа што си помогнал, ама изгинаа стотици луѓе. Кој е твоето оправдание?
Ти се сложил ли врз жената? Ама како ќе одговараш сега за тие стотици луѓе кои изгубија своите животи? Најважната единствена работа и должност на еден светилник е да свети. Да го покажува патот. Ако не светиш, ако не рефлектираш Божјата светлина, која сме ја примиле од Исус, ако не ја рефлектираш и ако ја покриваш, ја чуваш само за себе, а од друга страна велиш дека ги сакаш сите луѓе, ги любиш сите и блиски и далечни, тогаш Библијата нема убави зборови за нас. Но нека не потикне напротив да размислување како да делуваме. Прочитам текстот кој апостол Јован го напишал во своето прво послание и со тоа порека ќе завршувам. Мили мои, не ви пишувам нова заповед, туку стара заповед што ја примивте од почетокот. Старата заповед е словото што го чувте, но сепак ви пишувам нова заповед која е вистината и во него и во вас, зашто темнината поминува, а вистинската светлина веќе свети. Оној што вели дека е во светлината, а го мрази својот брат, тој се уште е во темница. Оној кој го љуби својот брат, останува во светлината и кај него нема соблазан. А оној кој го мрази својот брат е во темница и во темница живее и не знае каде оди, зашто темницата му ги заслепила очите. Ова порака од апостолот Јован е многу јасна и децидна и затоа нека не потикнува. Секој пат кога ќе се најдеме во ситуација која ѓаволот не искушува, не залажува, со цел да не засени, да не ја зацкрие светлината или да не ја блокира и да не замајува со други приоритети во нашите животи. Како црква, Христова црква и како локална црква, нашите заложби и молитви треба да се секогаш да действуваме меѓу луѓето кои се справуваат со разни проблеми, перипетии во животите. Милиони луѓе постојат, или јадници, да речеме, во градот Неготинове, кои се уште трагат по светлина. Им треба љубов, им треба сочувство, им треба помош, им треба молитва, им треба посета. Се уште ги имат некои бараат топлина, бараат светлина, бараат рака која ќе им се кружи. Се уште има кои трагат по светлината. Дружението љубители на христијанското евангелие, ние секој скратено го кажуваме ЈХЕ. Значи, многу е долго се каже, ЈХЕ веќе многу поедноставно. Кој сакаме да го представиме после, или за кратко, има за цел да ја разнесува светлината или евангелието преку пишан збор, преку трактати, флаери, нови завети, книги, брошури и така натаму. Некои не веруваат во тоа. Некои велат доволно да му се каже нека е грешник, да се покае, ама ако му дадеш и нешто напишано, тоа што съм го кажал може само да го зацврсти повеќе и да го донесе поблиску до одлуката. Затоа што и ден денес, како и порано, пишаниот збор на хартија има голема сила. Не е тоа само една обична хартија, ако е пораката евангелска тука напишана, тогаш има сила во тоа ливче. Зошто е важен пишаниот збор? И дали има сила да влијае врз луѓето? На еден затворен и воен затвор, некој му подарил Библија, оние со тенки листови, а бил страстен пушач. И му се видела картијата многу за си витка цигари и речи си ја испушил цела Библија. И на крај едно ливче док е виткал, му запнал еден стих, мал текст таму од. И било доволно тоа да му промени животот.
Значи, нашето главно оружје, како ЕХ, како волонтери, вие некои од вас што учествувате до сега во нашите проекти, е придобивање души за Господ преку пишан збор, преку флаери, преку нови завети, се тоа што можеме да го поделиме. Тука нешто има и плюс нешто, што можеме да ги се дава на луѓето. Може би некој ќе го искористи тоа ливче да го запали, и се случувало и тоа додека сме делеле некаде литература за Македонија, може да го фрли, да го искине, но има моќ да го привлече вниманието на луѓето. Ако тој е страстен пушач, едно мало ливче го променило животот. И сакам преку една илустрација да ви долувам истинската моќ на едно пишано зборче на хартија. Односно пишаниот збор. Звучи повеќе како анегдота, но било истинска случка. Пред многу години во едно археолошко наѓалиште во Израел пронашле еден костур, многу добро сочуван, таму во река дупка, и во рацете, односно коските од прстите, држале едно мало ливче. Веќе почнал да скапува. Го анализирале, го сликале, го преведувале, не може да го дознаат значењето на тоа ливче. И се јавил еден добар познавач на тој период од историјата во Израел. И откако го проучил кусиот текст, им рекол на своите колеги, не само што знам што пишува на него, туку знам и од што умрел овој човек. Ја се зачуделе, а Мамбето тамо ли си толку учен? Ајде кажи ми како, што пишува. И рекол вака, овој човек е сакал да се коцка. А ова ливче е доказ за тоа. Знаете, тој присуствувал на битката меѓу Давид и Голијат. Им рекол дека и тогаш имало кладилници во нивен стил, коцкарници, и луѓето сакале да се кладат. И овој човек на тоа ливче напишал: се ставам на Голијат. Целото му е богатство. Добро, а како умрел? Добил инфаркт. Целото богатство го изгубил. Да стави се на коцка на оно што губи, доведува до трагедија и до смрт. Јас познам многу луѓе кои извршиле самоубиство, откога ќе го изгуба свето богатство. Го вложиле во нешто погрешно, инвестирале, или банката им го зела, или било што, и тоа доведува до лош крај на животот на таков човек. Ние како љубители на христијанското евангелие и сите волонтери кои се придржуваат на нашите дистрибуции и кампови, из градови и села, носиме такви ливчиња. Горам ливчиња, етикети, кои можат да го доведат некој човек до одлука за кого да се коцка, за кого да се клади. Дали за Исус или за ѓаволот. Дали за оне што изгуби и што веќе изгуби или за победникот. И да може да донесе вистинска одлука. Секако нашите усредни молитви се луѓето да донесат правилна одлука. Да дознаат вистината. И да се решат за победникот. Кој за недела дена ние ќе го славиме тој ден Великден, кога Исус се победи смртта, воскресна од гробот. И со тоа докажа дека смртта веќе нема моќ. Дека ѓаволот е победен и поразен, и дека сите кои веруваат во Исус, во таа победа, ќе добие вечен живот. Сакам да погледнеме едно кусо видео сега, сумирани нашите активности во овие година-две, што сме работеле и каде сме работеле. Трае само 4 минути. А потоа ќе замола Андреј нешто да ви каже по-конкретно, по-практично со овие работи што ги носим овде. Со некои сте веќе запознаети семето
го знаете, веќе 12-13 години како го делиме, како проект. Има тука и заверите некои трактати и крстови. И на крај ќе оставаме еден список овде кој сака да се пријави да волонтира во нашите проекти и кампови кои го организираме во текот на годината. Ова лето планираме еден камп или два да имаме, па ќе биде мило ако младите, па и постарите не се придружат на некои од тие настани. Затоа што имаме многу добро искуство лани во Дебар, град со можеби 90% муслимани, албанци. И бевме толку скептични како ќе поминеме, дали ќе имаме инциденти од муслиманите или не, и за чудо поминавме многу добро. За 3 дена го покривме целиот град со флаери. Имавме убави разговори со луѓето кои им дававме литература и сакат да разговараат. Некои се противеа нели на нашите сведоштва, ама важно семето го посејавме во тој град. Ќе погледаме тој видео, па тоа Андреј, а може и друга да му се продржи, па заедно да ви кажат нешто. Може да го пуштам? Може.